Сме 3-4, почињаме, ама без многу најава. Одма на тебе ќе ти го дам подиумот, ќе ти го дам. Фала, Да им вака. кажеш сега кој и што е тука. Не бе, пред да им кажам кое што е, да ги замоламе тие што не гледаат, пред се да ставате на subscribe, пошто да. еве се мучиме, веќе Не снимаме. се мучиме, бе. Мекамлиски го правиме. Не сме Мераклиски. стигнати, ама да, мераклиски. Да, значи се трудиме да ви, не се мучиме, него се трудиме да ви возможиме NBA контент за гледање на македонски, така да тие што немате клајано subscribe, клајте таму по еден subscribe, оти гледам по 1500 прегледи имаме на секој епизода и имаме само 800 subscriberi. Вака, бе, знаеш што е финтата? На 1000 сабскрајбери се отклучува монетизација. тоа сега е. ние нема да имаме пари за коли и за мотори, ама за винце да има тука, Ете, барем тоа. за да ни капнува. Сабскрајбнете се уште 200 души да има винце на секоја Ете така. епизода. Да не биде вака сиромашно со водичка. Ставите subscribe и маичките еве ќе ви ги покажеме тука доле одма на старт. Веќе продажбата почна, си нарачаа првите најбрзите. Нарачете си вие и ќе ги пуштаме недолава у производња. Побрзо пошто се трошат. Да, нема веќе. Се бара маичка повеќе. А оваа Стефан што ја носи е limited edition, не ја дава у продажба. Да, оваа не испадна Сака добро. да се фали само Си ја со, носам сега со кајри. за до студио и за спиење. Да. А иначе тоа што сав да го кажам, еве нема да бидам толку нападен. Што да кажам, ви реков, Минесота дека у 6, така? Еве ги у 7 си ги добија. Нагетс, шампионите, чао, чао. Да не се разбереме погрешно, ја навијав за балканско финале на запад, ама едноставно прејака екипа, Минесота со таква лоша игра на енд као суперстар, со 16 поена, со 20% од поле шут, они пак ги добија, им се вратија од 20 разлика, најголем камбек у историјата, на домашен терен 3 пати ги добија у 7 утакмици, шо поише да се каже, страшна екипа, комплетно од почеток до крај, Јокич сам си призна, си изјави на вакво, вика Тимбервулс се составени да не победат. Да. Майк Конли е еден нај-underrated играч у лигата. И све е тоа тачно. И после ова неверојатно излагање, кажи им сега на драгите гледачи дека од ESPN те контактира Тачно. да биде на панелот таму. Само ја и Чарлс Баркли ја погодивме Минесота и Кендрик Перкинс мислам дека. Лелу, И какво Перкинс ми феноменално пиша. што си. Тие сме тројца. Феноменални аналитичари. И Перкинс ми пиша, вика, ни треба некој ваков ко тебе, хот тейкер као мене, вика, дојди да. И сега сме повуци потегни. Дали да го Кој ќе пуштам да е, иде? затоа ставите subscribe, вино бар да има да пиеме. Добре. Ајде, после ваквото отварање. Далас, Минесота, мислам дека е поинтересно. Ај, дур, не сме отишли на Далас, ајде ти кажи што пресуди, еве, поаналитички, што пресуди во Минесота Денвер. Вака, брат, Game 7 која почна. Мене многу... Беше ден и ноќ, прво и второ полувреме. Баш беше ден и ноќ. Као и цела серија. Баш. И Да. утакмица за У утакмица. тие и- утакмици што тепа Минесота, Нагетс немаа дајано над 90 коша. У тие утакмици што победија, одбраната едноставно им флоуаше. Тука гледаш уствари колку моментумот може да се шифне од утакмица на утакмица и колку нема врска едната што си изгубил. И Њу Йорк беше така, 30 на еднава, 30 на другава страна. Знаеш, секоја утакмица си е засебна. Ама еве најбитното кога дојде. Најбитното кога дојде, мене многу ми се свиеше Денвер како почна одбрамбено пред све. Да. Нема врска што погодија и како погодија во напад. Да. Се играше јако удвајање на енд. Едвардс, да. Да, и баја ги го лимитираше не толку поени ефишенси, окей, ама не ни зема од многу шутеви. Разбираш, Беше зема еден некој- од 7 у прво полувреме. Да, Тоа е ама малце. 7 во 7 е решавачки, малце. Коби у седмак имаше 22 Да, до тогаш, на полувреме, разбираш, да. 22 обида. И според мене функционираше све окей, ама сите тие се тоа функционираше добро затоа што беше half court на наместена одбрана. Додека во трета четвртина кога нагазна Минесота многу од Се беше од поените одбрана, да. ги генерира со нивни украдени топки во транзиција, знаеш, со брзи напади, со полуконтра, контра, шутеви, кика од вадење. И кога веќе се
знаеш, се створи моментум кога веќе дојдоа блиску, после тоа ете и на Енд му фати, после тоа кој да е Наз Рид даде некоја тројка. Наз Рид и Руди Гобер во четврта четвртина ја превзема утакмицата скорерски. Влезе фрлотката, веќе Ја ставив на стори чим тоа влезе, готово е, Да. знаеш дека нема што да бараш. Да. И ја би рекол тука многу underrated момент беше трета четвртина. Джамал изгуби 2-3 топки во раци им Да, ги даде Да. за Не можеше да контра. пренесе, да. Не можеше да ја пренесе. И тука гледаш ствари колку е оноа версатал, колку е сестран Енд. Одбраната, да, он тоа и го кажува. Ја вика не сум one dimensional player. Да. Ја можам да заклучам најдобриот играч, вика. И тоа не го кажува, после тоа го имаат фатено. Колку гледачите кои го виде тоа не знам, ама после утакмицата збори со еден се препуцаваат во ходникот и После вика, утакмицата. Да, го заклучив Джамал Put Мари Jamal in handcuffs. и у лисици го ставив, да. И на моменти беше така. И пак Страшна кажам, одбрана и па се сведува на тоа defense wins championships. Да. Да. Значи колку и да не им идеше, ништо не им идеше од рака у прво полувреме на Минасота у напад, си останаа своји, Да. играме одбрана на секоја Збориш. во секој посет и на крај тоа се исплатеше. На Денвер им секна шутот, у трета имаше некој период од 4-5 минути као не може ништо да убодат Денвер. Да. Скрос им секна шутот. И сега интересна работа е, еве ако кога правиме веќе транзиција према наредната серија, мислам дека ќе има разлика во тоа како ќе се игра одбраната. Одбраната сега беше фокусирана, според мене, на тоа, нели, Јокич да се Играта, Лимитира. two-man геймот да им го ете така. И Јокич кој ќе ја прими on the да им го block изменат, да тука не им на- дозволат Да. тоа да си го играат нивната. од страната, како него ќе го удвајат, па од кога ќе го удвојат, Јокич кој ќе го дае пасот, брза ротација да се прави. Значи генерално беше out, односно inside out. Значи од внатре Да. почнува одбраната, па према надвор се шири. Со Лука и со Кајри тоа ќе биде обратно. И Они напаѓаат од надвор. да. Главните напаѓачи им се тие. Да, две различни екипи, да. Да, скрос различно ќе биде и ќе биде многу интересно. И енте спремен уште од сега, одма кажа, мојот мечап е Кајри, едва ја чекам да дојде, вика, да видам што ќе биде. Спремен е и него да го заклучи. Ова е интересна работа. Дали треба Го кажа у неговиот постгейм. Па дали треба неговиот мечап да биде Кајри? Па треба. А Макдениелс е подугачок. Макдениелс би го пуштил на Лука. Макдениелс е подугачак, брат, ама за Лука јас би рекол ми треба Ама енте снажен. мал за Лука, брат. Ја мислам дека. Макдениелс е поголем од Ент. Поснажен е Ент, ама цела глава е повисок Лука од Ент. Дали не мислиш дека Лука тие ќе си ги зима кога сака? Подбутнување со рамо, Абе ќе си степ ги бек. зима, ама ја би рекол Лука, вака како што е изрешетан од повреди, да го остават он да си ги дава кошевите, а да ги го заклучат Кајри и шутериве да ги стигаат на кикаут, таа стратегија да играат, дека нема да може Лука сам да ги победи. Ме стаја умисла, интересна работа, искрено. Добро, ќе се менјаат, не е За тоа... мене X факторот на Далас е Кајри во оваа серија. Добро, Кајри во секој не е X фактор, Не е брат, X фактор. ова е основа, не може Кајри да има серија како Да. што имаше со Оклахома Со и да се Оклахома надеваат. имаше 3 слаби утакмици. Да. Апсолутно не беше ни агресивен што се вика. И покрај сите муабети ја еве го мојот тейк тука лично и персонално 4-1 за Минесота. Ние си правевме муавет со Никле и Денвер да отидеше ќе беше 4-1 според мене. Ние со така Далас. рековме двајцата. Кој ќе отиде од овие дека ќе биде 4-1. И сега јас дали некоја си моја желба е тоа да биде потесно за јас Навијачки, кога ќе да. дремам до 6 сабајле за да има што да се гледа. Навијачки сите сакаме у 7 да иде, сите сакаме да има што поише утакмици. Ама би отишол и Дали е он реалноста? рекорд би отишол дека ќе биде 6 плюс утакмици. Нема да биде 5. Така? Не. Може би Како читам, затоа се што спремам. се овие двајцава играчишта и кучиња си они, и Лука и Кајри, Да. и можам да видам дека и едниот и другиот ќе
експлодира на една утакмица и дека две ќе земат на индивидуален ефорт. А може и да се деси 20 тројки плюс да погодат на една утакмица, као што знаеле Маверикс. Не, добро, сакам да ги исклучам малце тие, како се вика, тоа е екстремен случај, да речеме. Лука да дае 50 или овие да дае 20 тројки. Од утакмица на утакмица генерално сакам да видам што можам да очекувам. Ме разбираш? Гледај се, кога правиме муабет за мечапите, една ствар што ќе биде многу интересна тука е мечапот на кат. Кој ќе биде мечапот на кат? Еве ти ја петорката на Далас. Го имаш Лука, Кайри, Пиџеј Вашингтон, Дерек Джонс Джуниор и Гафорд или Лайвли. Гафорд играше на последнава стартер. Тие кои да би рекол дека е тоа Руди Гобер. Се и Минесота нема да може да игра толку висока петорка како со Денвер, например. Ако Затоа што Далас знаат да играат 5 out. Сите да играат на тројка. да. И Гобер шо ќе прави у таква ситуација? Гобер, ама и кат ќе треба брат да си го казни својот мечап внатре. Апсолутно. Инсайд. Ти текнува, еве, Ако кој да е го таа става? петорка и ако е и Гобер на терен, Да. И онда да ќе кажеме треба Дерек Джонс да го чува кат. Дерек Джонс или па да, би рекол Пиџеј Вашингтон ќе оди на енд. Ама ја пример еве мислам дека помалце ќе играат двајца високи у Минесота у исто време у оваа серија. Абе брат, ние на таа што очекувавме најмалце да играат двајца високи, си играат цело време. Како Абе, беше добро, првата ама серија со главниот- кого рековме ние? Со Феникс. Со Феникс. Цела серија ја изигра. Феникс ги злупаа 4-0. Не знам сега. Ќе треба вамо поише да се прават adjustments. Што мислиш ти Назрит дека и Назрите брат без разлика што стреча. Па назрити ке се по-снаодливи у напад. Руди Гобер стварно нема што да прави тука у... Добро, ајде. Немаш Руди беше на терен против Денвер. Дел од дефанзивната стратегија како да се сопре Јокич, затоа што Јокич мора да има топката у секој напад за Денвер да бидат ефективни. И Добро. Руди Гобер го чуваше Ерон Гордон за да помага кога ќе ја добие Јокич топката за да го удвајаат. А ваму сега со Лайвли и со Гафорд кои не се уопште Ама они офанзивни, активни, они се ролери, активни се, добро. И Ама еден висок од страна на Минесота ќе биде доволен пример да ги контролира нив. Јас според мене Гобер би бил клучен за тие лобови. Една од причините Добро, ама и зашто Кати и Рид можат да ги чуваат тие ловови, појма не. Ненад, ова пак иде да не влагаме во тој муавет зашто е Гобер дефенсив Не, трето, Гобер видовме дека супер заврши работа, клучен испадна на крај у Една од серија. причините зашто Овој си го дробеше на неколку утакмици Јокич, него 1-1 кога ќе останат, ама во за со Гордон. целата таа дефанзивна стратегија им поремети неколку клучни на нив на Денвер да речам акции, им поремети неколку клучни акции и кога го дуплира, кога го удваја Јокич, тука се виде неговата вредност уствари. И го изморија Јокич, тројца која ќе му навасаат еден по друг да го чуваат сите тројца на една утакмица, реално го изморија и на крај заради тоа он попие 3 банани од Назрит на последната, пошто не можеше едноставно човекот сам да толку да издржи. Добро, а еве и нека е во полза на Минесота. Ме занима мечапот на Кат како ќе изгледа. Кат убаво играше, Со- убаво играше против помали играчи сега против Денвер. Тоа би било голема предност би било тоа. Остануваше со помали играчи неколку пати и убаво играше. Иако викаат дека немал игра со грб, го докажа спротивното на претходнава серија. Па добро, баш за со грб дека го докажа многу. Беше активен и на офанзивни скокови и на Користеше мисмечови. Кога ќе имаше понизок играч, иако има понизок играч од Далас на него, ја мислам дека ќе користи мисмеч. Дека ќе успее да земе квалитетен шут.
Сега малце скокам од страна на страна. Една работа, да речеме, за Далас. Според мене, Тим Хардавеј Джуниор ќе мора да има поголема минутажа. Имаше утакмици, шестава да речеме, играше некои 5 минути. Овој дечко, како беше, Джейден Харди игра 12 минути, Хардавеј игра 5. И ки им треба све што shotmaker. може да најдат на Да ја чека вака, знаеш да ако се соберат на Лука или на Кајри, да има кик-аут, ќе се ослањаат, ќе треба да погодат тројки Далас за да бидат Па така ја компетитивни. добија Оклахома. Оклахома ја добија со ролплеер со тројки. Да. И колку може Пиџеј Вашингтон да го повтори Ама ја мислам дека некои од нема. перформансите. Ја мислам дека Минесота се боле дефанзивна екипа од Оклахома Апсолутно. и иако ќе бидат затворени Лука и Кајри, пак нема да имаат Пиџеј Вашингтон и Тим Хардавеј отворени тројки како што имаа со Оклахома, например. Глеј, мислам дека можда малце ги подценуваш колку каква опасност се од пик ен ролот Лука и Кајри. Од проста причина што би рекол дека малце им одеше во прилог тоа на Минесота фактот што Џамал Мареј не зимаше премногу шутеви и не погоди многу. Последнава, нели, распали прво последната полувреме имаше, с да, гази, поентерски ама јака претходно нити даде многу, нити па нешто премногу зема, би рекол. Овие се, знаеш, атак мод цело време, Лука ќе шутне 35 пати. И сега ако почне да влага, adjustments мора да се прави. Тоа викам, ќе почне да влага и ќе земат 2 утакмици. Не знам дали сакам да се убедам. Сакам и ја да иде у 7, сакам и Дончич да иде у финале, ама некако одбраната на крај излага дека е клучна. Абе види, И факт е и дека Далас пример игра многу подобра одбрана у последно тоа време. сакав да кажам. И Лајвли многу го испофалија сите дека на последната поготово утакмица изгази дефанзивно. Плейофов се они на некој, да речам, поен по 100 поседи. Тука Разлика блиску си помалце од поене, мислам, да. од Минесота? Да, во плейофов. И сега нели, кој како мечап Да. и едно друго. Така да, ќе има фајт, ќе има интересни утакмици секако. Навијаме за Далас, ама све се плашам да не биде. И тој е човекот што треба да ги води Далас, според мене. Да, мора да има агресивна партија. Лука многу повреди има, да е здрав Лука може да ги држи, ама многу повреди има, многу се мачи. Видовме таму 4-5 со 4-5 делови од телото има проблем. Да. Со хилова тетива, со колено, со Добро бе, не е никој здрав. Ете, гледаш и Конли со Ахилова, па игра, Играш. даде добра партија. Клучен им беше Конли у задните. Да. Клучен. Мај Конли имал најболje плюс-минус дали во серијата со Денвер или општо во плейофов не ми текнува. Ама еве, нека е Да. во серијата со Денвер, ама не играше Тивок некоја играч. утакмица. Една само не играше, мислам. Аха. Битно многу Тивока јак многу плюс-минус. многу Да. кориса. Ај вака само уште малце само клупава да ја прокоментираме. На прва ти би рекол дека појака клупа има Баш кај Минесота, Минесота, така? Назрит, Никел Александар Вокер, Па ете, таа е клупата. И Кайл Андерсон. Кайл Андерсон Кайл не игра. Андерсон. Не играше со 4 Денвер минути, многу. Не играше со Денвер 5 многу. минути. Ама он е паметен играч и кога ќе остаат, ќе си го задржи своето. Би рекол на другава страна, ете, пак ќе кажам, Тим Хардавеј мора да игра повеќе и гледам дека тука Џорџ Грин ќе добие повеќе минутажа дефанзивно. Ќе треба. И клучот со него што ќе биде да погоди 1 до 2 корнер тројки. Пошто ќе има могуćност, Слаб шутер е тој. ќе го остават, ќе треба да погоди некоја тројка да ја држи одбраната. Кајри и Лука исто треба да изгинат дефанзивно како на прошлата. Па не само на прошлата, 2 серии брат си држат. Се трудат, има жар, играат. Кажавме ние прошлата дека ова е Да. партија живота и на двајцата дефанзивно. Крајно изненаден сум ја позитивно од
се што го имам одбраната, видено да. од нив дефанзивно. И Ентони Едвардс против Пиџей Вашингтон. Ентони Едвардс кој ќе очува? Пиџей Вашингтон. Што мислам дека он е не малку, по-мобилен е, по-подвижен е, да речеме од Гордон кој беше негов асајнмент Не би се во сложил. претходната серија. Не би се сложил. Ја мислам Гордон И дека е поснажен би многу по-добар дефанзивец од Пиџей Вашингтон. Гордон, Пиџей Вашингтон поснажен од Гордон? Поснажен е, брат. Не, мој беше ти се. Да. Како е, брат, Гордон под кош таму се рва со центрите. Па не се рва, брат. Им ја куца на центри, брат. Не, вертикален трет е он. Он е опасност од... Абе, па, со Лейкерс кој игра, он го чуваше Леброн, само он може да застане пред Леброн. Не може Пиџей Вашингтон 30 кила е полесен од Гордон, да ти. Абе, ја мислам дека е он таман за да го... Потаман Не од тоа може што го никој има да Денвер. осопре Едвардс. Денвер како моментално. беа? Овој беше многу тнок. Абе, ако не го Майкл удвајаат, ништо, никој джабе. Да. Ако не го удвајаат, Тактиката мора да биде со Џабе. удвајање. джабе. И И- Кет тука ќе се гости. Тоа што го видов јас во седмата, ете, тоа би го реплицирал од Денвер, што го видов во седмата, би го реплицирал со брзи ротации. Све кажам и не можам да ги видам. Ајде, да им даеме она шанса како беше. Да. Да не ги исклучуваме пред да почне, ама ако би требало да кажам тип 4-1 за Минесота. Добро, не, ја Ти во нема да во кажеш шест. тип? У Не, шест ќе ќе кажам тип, нема шанси Само едно? петута, не, нема шанси. Па Добро. ајде, вајда Минесота во 6 би рекол. Минесота во 6, па ако сгрешам нека изгорам. Добро, ајде да идеме на другава страна. А што да се каже на А другава на другата страна што да се каже тек Вака, Бастан Индијана. Бастон Индијана, да не звучам како огорчен Никс фан, шална страна збориме, мора да се каже дека Индијана профитира од тоа што Њујорк игра без пола екипа Да. и на секој он има многу мечапи каде што имаа предност. Сијакам имаше многу убава серија затоа што се реваше со Харт. Да, повисок од него е 2 глави. Душе остај Харт, толку можеше, тоа беше тоа. Ме разбираш? Тука и Нисмит се појави како супер дефанзивец, затоа што е Брансон. поголем, поснажен од Брансон и беше доволно подвижен да го прати. Брансон со таа повреда на стапалото колку беше и како беше, не знаеме, ама не е битно, го зимаме како здраво за готово, го чуваше супер. Оваа серија, главните, како да кажам, главната опасност доаѓа од крилата. Да, Джейлен за- Браун, Аха, за Джейсон Бостон. Тейтум. Добро, да. Тука Сијакамите како ќе се рва Со Тейтум. со Тейтум и А кој е Нисмит со Браун. другиот посем? Арон Нисмит ќе треба со Браун. Ја мислам ако дека сега имаше- фер шанса ќе има Нисмит против Браун. Мислиш? Да. Ја- Нисмит е доста стабилен вака. Ми делува дека е доста кадарен да осопре Браун. Не да осопре, али да игра добра, да изигра добра. Јас со висините не стојам Серија баш против убаво да него. проценам, ама мене Джелен Браун ми личи Не, како бе, баш да е исти си. поголем. Не, бе, не. Тука се сигурно. Оние двајца. 6-6 е Джейлен Браун, 6-7. Тейтум е повисок. Шо се смееш, бе, ги знам овие. А 6-7 колку е? Па не, тоа ти кажам, ја појма немам со тие. 2-0-1, 2-0-2 е 6-7. Шо се смееш, море? Не знам. Тейтум е повисок, 6-8, 6-9 е Тейтум. Види У го се амерички смее. ми ги кажа. Па у амерички Кажи ти ми ги ги кажам, па на македонски, колку е NBA, тоа? на NBA така стоја, така сум ги научил. Тейтум е повисок 2-3 сантима од Браун. Сијакам е повисок и од Тейтум. Од тука до тука, колку инча има? Кажи. ми. Сега. Само околу 2 и над 2 се разбирам. Да. За помали површини везене. Да. Добро, друга работа. За Халибуртон.
Ако Халибуртон оперираше генерално окей против Никс, сега ќе го пратат него кучиња кој што го пратеа Брансон. Со удвајања, со све, со Джру Холидеј, со Уайт. Уайт, тој нема глава да крене. И ќе видиме како они ќе го поставуваат нападот и они Немхарт. Тој глава нема да крене. Го видовме на последната Халибуртон поентерски се покажа. Да, се покажа. Ние нели го критикувавме малце за тоа, дека нема игра офанзивна, освен тројка и додавање. Ама па му фатија тројките го ќе видиш, не дека... Да, ама со Он Бостон измисли нема да нешто може, ново. со Бостон нема да може многу да мрда. И пак на тоа се сведува. Бостон ја има, Минесота ако е најдобра одбрана у лигата, Бостон ја има втората најдобра одбрана у лигата. И вториот најдобар напад. У нешто беа Да. најдобри. Не знам во што само. Да, исто. Со Индијана, Еден со два беа, Индијана да. се 1-2 со Бостон за Да. напад, а Бостон се 1-2 со Минесота за одбрана. Така да шта речи поише. Јас сакав за Њујорк збор 2 да кажам. Индијана у 7, ја ти кажав Индијана у 6 пред да заврши серијата. Значи Индијана се мачеа и со таков состав на Никси, Да. на крај што цела игра на Њујорк им се базираше на борбеност и на тимска хемија, онака на другарство, што се вика. На пожртвуваност. Нема у тие 5 играчи што останаа на терен, талент wise да ги споредиш, значи нема никаква шанса. Они да останеа у серијата како што почна со Индијана, на пример со Ануноби и со Мичел Робинсон во составот, и ќе имаа шанса. Збориме другите, да. Не другите, само Мичел Робинсон и Оджи Ануноби што ја почнаа серијата, ја мислам дека ќе си ја добие. Индијана значи се мачеа со Мекбрайт и со Буркс и со На остали. крај Њујорк во серијата остана со еден играч кој може да искрира. Брансон рака скрши, Стивен Еју докторско се појави на емисија после тоа, леле, моите Никс вика инфрмари, али затоа кога ќе видиш што се дешаваше у таа серија и они губат 30 разлика од Њујорк, нема што поише да им се дава шанса со Бостон. Исто. Све за мене Индијана све поише од една утакмица би било онака вау, изненадување. За таа се слагам, една утакмица. Све поише од една утакмица и тоа една кај што не они дека ќе се покажат, него Бостон ќе киксне. Исто да сега да кажам. Исто да не они сега дека нешто ќе изиграат заслужно за да добијат, него Бостон овие ќе се заебаваат, ќе почнат да фрлаат тројки, како со Мајами и со Кливленд, и само ради нив ќе изгубат една и со овакво. И сега таму у коментари многу ги хајпаат Бостон, гледам некој. Кој ги хајпаат бе? Бостон најомразена екипа од све што гледам Има тука во неколку ги коментари. хајпаат Бостон. И сега, да, уствари и на Инстаграм на поло што го ставив за Бостон Индијана, дури 35% на Индијана им даваат шанса. Ја, ако е навијачки, добро, ама ако не е навијачки, се плашам, бога ми. У одбрана на Бостон што зборат, демек, вакви, такви, Тейтум, ова зборам за финале кога ќе дојдат. Добро, сега да не гледаме толку, би рекол, ама ајде, кажи што Толку беше напред поентата. не треба да гледаме, ама поентава ми е дека ако си дозволат они млако да влезат како против Кливленд и против Мајами и ќе влезат млако сигурно со Индијана, таква коцка нема да може да си дозволат у финале, било да се паднат и со Минесота или со Далас. Ако го видиме Тейтум и Браун да имаат такви мизерни партии и да фрлаат тројки по 20 на утакмица, бога ми може да си добијат лекција поучна од Западов. И Тоа што го до знаеме. финале им е лесен патот, ама у финале Да. Тоа што го знаеме до сега е дека најверојатно Порзингис нема да игра. со Индијана. Да. Ако одиме од петорката со Кливленд последната утакмица, Браун, Тейтум, Уайт, Холидеј и Хорфорд старташе. Доволни се. Они се малце тенки на клупа сега вака без Порзингис. Причард и Корнет. Причард и Хаузер. Да, тенки се. Брат, тенки.
Причард е underrated. Причард секоја утакмица од плейофот има, мислам секоја рунда има добри утакмици. Он е исто како овој, речи го, како TJ Меконел. Да. И кога кидат на клупа, Халибуртон пак нема да одмори. Фактички никој од плейовите. Да. Немхард, никој нема да одмара. И тоа ќе биде Баш. многу јак мечап. Кучешка Причард борба и ќе TJ биде. Меконел. Лей. Блокбастер ќе биде тоа. Да. Така да, Шо не, тоа ми беше усвари муабетов за Бостон. Играле до сега со 70%. Малце се плашам дека они вака опуштени, дека ќе им биде малце тешко да нагазнат и да пак играат. за финале збориш? Да нагазнат и да дојдат до 100% у финале. Не е ова робот, па ти со 2 клика да го... Не е миксер од 3 на 5 да го убрзам со еден клик. Цела екипа е, многу тука дугмиња, многу завртки и навртки се упрашање, не можеш ти да појачаш кога сакаш туку така. Треба навиката, на сериозност и на мајндсетот да биде наместен уште од старт. И ние да влеземе јако уште од старт, сериозни сме, еве вака ќе играме секоја такмица, ова е нашата игра, вака ќе ги дројиме сите. Сега ти се заебаш 3 серии и у финале дали ќе можеш да појачаш? Па ја ти Која го ќе е кажав најбитно? пред некој ден, нели онака го фрлив. Тейтом и Браун, дали го имаат она кучешкото во нив за така да отидат и да речат ќе ги прегазиме сега по 40 разлика, 4-0 ќе тепаме. Мислам дека не знам, некако го немаат во нив тоа. Така изгледа. И оваа име тест сезона, најголем тест до сега. Влегле они 6 пати у задни 8 сезони у конференциско финале, ама не се покажале кога е најбитно. Пак би сакал, нели, оваа екипа нема да има изненадување, ама не би сакал изненадување да има, искрено. Во друга сезона ке речев, ајде јас сум стално за андердогот, па нека иде Индијана едно друго. Не. Од истокот сакам да ја видам оваа екипа, да гледаме финале. Ме Тоа разбираш? е 99,9 дека Бостон иде у финале. Нема да има изненадување, ама не ни сакам да има изненадување, да ми покажат дека се тоа што треба да биде. Спремни сме за Нека ги следен прегазат. чекор, да. Да. Кул. Не знам што ни останува. Индијана имаат малце опции у напад онака за со Бостон. Као Бостон се толку добри и дефанзивно што ќе ги затворат за тројка, ќе им го затворат шутот. Да, мобилни се Ќе им многу. го затворат шутот за 3 и овие шо име наредниот чекор. Шо име наредната игра. Од кога ќе им ги затворат шутерите на Да. Индијана. Сиакам мидрендж. Сиакам не е играч што може да ти ја влече екипата офанзивно. Многу неортодоксен Не стил има. многу не неортодоксен играч, да. Он е хасал играч. знам. Да. Он е исто за втор-трет играч у шампионска екипа, као у Торонто што си беше. Да. Ама он дека ќе ја влече екипата офанзивно, Да, ќе има не гледам дека како Нью Йорк ќе може сите со балансирано со по 22, Да, 17, 15 дека ќе може да победат, ќе треба или Апла сите да дадат по многу или некој да даде 40. И сега ни тоа мислам дека ќе можат против Бостон, ни второ дека ќе можат. Некако разбираш, Бостон се Апла прва втора одбрана, а Да, овие да. се Апла тапа. И тука тоа ќе е треба да некако играат лесно. нивна препознатлива кошарка, трчање многу Индијана и да пробаат нешто рано. Што викаш да као што се надаше ти вчера за за Никси рано да им тргне шутот. ја ти пишав за Ник за да тепаат у седмата, Да. дека ќе треба 21 тројка да дадат. Да. Они не беа блиску до И тоа. атмосферата дека треба да ги понесе и да дадат рано да скокнат у водство. Да. Поентата со Никс што беше? Ако Индијана во утакмиците кај што идеше на големо водство, да речеме 17 разлика, ја не се надевав дека Никс може да стигнат затоа што офанзивен firepower Да. не остана. Брансоне. Ме разбираш, Само и може да се соберат. Само Ваму има луѓе што може да повлечат. Да.
И било какво водство да има Индијана, во секој момент може да го стигне Бостон. А Брансон со све што му фрлија на него плейофов у 40-ки таму, добро сега му заврши плейоф раното, ама беше он пейс и имаше уствари највисок просек у плейофот. Да. У поени. Имаше околу 34 по у Па просек. не, мислам дека за сегашниот плейоф он на крај и заврши, и ќе заврши како Па последната малца да не имаше на шестава, на седмава. Да, можно е. Може Ама малце му падна просекот. Имаше водство испред Ембит втор, сега Ембит у 5 утакмици, нели? Да, на крај паднал. 33 по утакмица Ембит, овој 32,4, како и да е. А беше ама не играше цела четврта, Не играше раката. Пола трета, Имаше цела четврта. имаше 34 у просек, што беше највисок просек у не знам таму колку задни години. Да. Брансон свака час со тие 1,80 и колку негови со толкави дефендери му пушта и у Филаделфија и Кели Убре и Батум го брка и ваму Нисмит и Сам ја доби таа серија, проба и ова. Сам. Свака час. И не е тема на разговор сега, ама задоволен сум кај екипата моментално. Па тоа ќе те прашував дали има изгледи да се појачаат квалитетно сега. Одма почна муабетите дека големо лето се очекува у Њујорк. Па се ќе зависи што ќе се деси со Рендал. Дали уствари ќе одлучат да го задржат па да се донесе плюс играч, дали ќе се одлучи на поголем потек него да го дадат па да се отвори кап спейс и така натаму, пошто станува очигледно дека без Рендал може, а влече многу кап спейс. Он е најголем договор има он во Њујорк. Не е Брансон, него е Па да. Он им беше франчайз плеер пред Брансон. него е Рендал. Да. И голем дел од битниви играчи се сите подпишани, сите се на договор и тоа е кул. Остана еден, ама не ми текнува сега кој беше. Ја мислам наредна сезона дека Брансон, Ди Винченцо, Харт, Ануноби и овој Мичел Робинсон дека си остануваат, дека да, се остануваат. Хартенстајн мислам дека треба да се одлучи. Добра ваква да ти него да задржат. Симпатишаш баш, ама на мене ми е... Ти кажав у последната многу неинтелигентни имаше неколку плеови. Види, кога ќе го видиш он вака хајлајт да ти покажам, многу некошаркарски изгледа на моменти. Као го Берми се. Меѓутоа он е како Ноа. Джоаким Ноа, он беше многу битен дел од Чикаго, ме разбираш? Да речам по-талентирани, по... Да, офанзивни, со борбеност и со... Тоа е, се вклопи во играта на Њујорк, борбеност. Цела екипа тоа. Сега мора да се донесе скорер на двојка, тројка. Да. Двојка, тројка, скорер, тачно. Што го зборат овие од Чикаго, маријачите, Дерозан и Лавин, некој од тие. Би било интересно. Абе, глеј, они се опција Б у споредба со Букер или кој друг го збореа? Букер го збореа за Никси. Да бе, уствари, Букер го збореа за Никс. Али ако не можеш Букер, Дерозан, ќе го прифатим. Па брат, кој што зборам со другари порано кој идевме на МЗТ. И сега земале МЗТ, сега ми кажува некој бош име онака, добро викам што ќе направи тој. Ако бе брат за Македонска лига, зашо? Па браво викам ако е. Тоа ми е муаветот за Никс, па за Истокот брат, добар и Дерозан. Да, за Истокот, за да изгубат од Бостон у финале, добар е. Така да, добро, све на све ми се свиѓа со каков стил на игра добиваат или губат утакмици. Океј сум со ова, ме разбираш. Со Кармело беше фрлање. Се фрлаат тројки и тоа е тоа. Тоа е тоа. Кул, добро. Ќе биде интересна серија, се надавам. Ќе има секој ден утакмици, касно ги стајлеби у недела, гледам од 2 саат сите утакмици. Да. Све од 8 PM се, понивно. Топ. Све у 2. Нема ни една пред 2. Али, ајде се надеваме, поради фактот што е една утакмица, се надеваме дека ќе стигнеме да го направиме видеото за хитчек и да прокоментираме. Би требало да сме почести од сега. Да. Добро, тоа е тоа. Фала на поддршка. Фала што не следите. Стајте таму уште 200 за Винце. Subscribe и маички кој сака нарачувате. Ете така. Peace out. Чао.